Почитувани, добра вечер. Во став имам чест да разговарам со господја Виолета Арсовска, кандидатка за градоначалничка на општина Куманово од коалицијата Искуства за успех. Господја Арсовска, добра вечер. И ви благодарам што успеавте на последниот ден од предизборната кампања да одвоите време за гостувањето во Телевизија Плюс. Добро вечер на вами и на гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Која беше мотивацијата да се кандидирате за градоначалничка на општина Куманово? Дали тоа беше лично ваша желба или пак ви наметна партијата? Вака да ви кажам, значи, јас немам афинитет да станам кандидат за градоначалник, меѓутоа по некоја игра на случај во последниве 2 дена пред рокот кога се заврши за поднесување документација за кандидати за градоначалници, ми се јавија и ми дадоа задача да станам кандидат за градоначалник. Најпрви размислував дали да го преземам тој чекор или не, меѓутоа мене, откако размислив, едноставно сватив дека јас преку моето кандидирање ќе имам можност да ги кажам сите оние работи кои со години тлеат во мене и едноставно оваа трка не е само искажување на политички ставови, ова е едноставно борба да се каже се што не чини во нашата локална самоуправа, конкретно се што не е добро во општина Куманово. На што се темели вашата програма и кои би биле трите приоритетни области или проекти кои што би ги реализирале доколку ја добиете довербата од граѓаните? Прв приоритет ќе биде развој на економија, затоа што сметам дека во Куманово економија не постои. Како што реков и на другите дебати каде што бевме гости, можеме да зборуваме дека ќе градиме било што, меѓутоа ние не можеме да градиме ако немаме финансии. Приоритет ќе биде носење на странски инвеститори кои ќе отворат фирми во Куманово, народот да има вработување, да може да работат, меѓутоа тие фирми, ќе објаснам малку подоцна, нема да дојдат овде и да уживаат и да заработуваат на грбот на народот. Јас како кандидат за градоначалник нема да дозволам на тие компании кои ќе дојдат да го искористуваат нашиот народ. Минимална плата 1000 евра. Ако му некому одговара да го плати работникот толку, окей, продолжуваме со соработка, ако не, живи здрави ќе бараме други инвеститори. Тоа е околу приоритетите, меѓутоа како ќе ја развиваме економијата, ќе имаме Кумановски инвестициски фонд кој всушност ќе биде во склоп со буџетот на град Куманово. Буџетот ни е малку така поголем, посилен, како се користел ќе објаснам подоцна. Со еден буџет од 48 милиони евра годишно ние можеме да направиме многу ако се работи домаќински, ако се води ред за секој денар. Нема да трошиме на непотребни инвестиции, ќе вложуваме во капитални инвестиции и тоа би било едно од првите работи што ќе ги направиме откако ќе дојдеме како на позиција градоначалник. Каков е вашиот план во однос на подобрувањето на работата на јавните предпријатија со оглед на тоа дека најголем дел од нив работат со закупа? Јавните предпријатија во Куманово се болест за Куманово и за општинава Куманово. Нашата општина Куманово се простира на 509 километри квадратни, има околу 48 населени места. Ништо не правиме Куманово како еден голем град кој се наоѓа во североисточен регион, да не набројувам кои општини други доаѓаат, меѓутоа нашиот североисточен регион е најсиромашен од сите други останати 7. Македонија е поделена на 8 региони. Кумановскиот имаме на половина бруто домашен производ во однос на другите региони. Така да тоа е најмалку пари по глава на жител. Значи, ние сме толку сиромашни што мене ми е срам да кажам на толкав град од 100.000 луѓе се наоѓаме на коридорот 8 крстосница која минува од Табановце надолу оди низ Македонија, се оди многу блиско ни е Бугарија, Деве Бајр, ние сме стратешко место. Ние треба да направиме бум, дали економски, дали туризам, дали било како, меѓутоа ние си тапкаме во место 34 години, едни па други па трети, и јас веќе на мои зрели години, кога почнав да чувствувам дека се чувствувам тесно во мојава кожа и пукам по шавови, па можам да замислам како име на младите луѓе кои живеат овде.
Затоа се иселија повеќе од 30% до сега, според податоци од Државен завод за статистика, со тенденција следниве до нова година, значи уште неколку месеци, уште 10% да се иселат. Што ќе правиме ние ако немаме млади луѓе? Значи замре Куманово покрај тоа што е нечисто, екологија на дното исто како се што се случува и тоа е. Како јавните предпријатија според вас би можеле да станат функционални? Јавните предпријатија, јас ќе ги споменам само, сакам, имам запишано нешто, значи јавно предпријатие Пазариште Куманово, јавен долг 173.000 евра, ова зборам за последнава година. Значи како може Пазариште кој работи, луѓево си плаќаат тезги и таму се што треба да биде во минус. Исто и Куманово паркинг, фирма каде што кумановци паркираат постојано, каде се оди наплата, како може да биде должно околу 92.000 евра. Сега збориме за поголемите загубари. Јавно предпријатие Водовод, 260 вработени, јавен долг 8,1 милион евра. Во 2022 година Советот на општина Куманово барал од владата да се отпише долгот на Водовод од 2,5 милиони евра. Отпишано е. Пак се должни некаде околу 10 милиона евра. Зборам за Водовод. Сега чистота и зеленило исто, значи чистота и зеленило некаде околу 300 вработени. Срам ми е да кажам и да погледнам 300 вработени, од кои некои 100 и нешто се администрација, другиве се помошни некои вработени, 330 вработени, долг, страшно нешто, значи неплатени побарувања, ќе каже некој што се прави, немале камиони, нема едноставно чистота и зеленило им должи на вработени по однос на регрес за годишен одмор и годишен новогодишен додаток и друго повеќе од 200.000 евра. Значи тие луѓе собираат смет, а некој не им го дава она што законски им следува. И жалосно е од 330 вработени во чистота и зеленило да има неколку камиони и само одреден број 50 работници кои го собираат сметот. Такво нешто треба, нели, систематизација, водење исто ред, ќе се направи секако што треба. Значи има лек за се. Имате ли план за намалување на сообраќајниот метеж во Куманово? Околу сообраќајниот метеж исто Куманово е во хаос. Јас реков, за мене катната гаража до културниот дом е едно здание кое боде во очи. Значи кој да е проектирал можел да направи нешто многу поубаво, дали се водело во тоа време некои сметки поевтино да се помине, меѓутоа тоа е едно ругло на градот. Прво што ќе направам, ќе ја урнам таа катна гаража и тука ќе направам модерна, висококатна гаража, која ќе имам баш доволно место да се паркираат. Ќе направам околу паркирање зонско паркирање, во центар малку поскапо, надвор поевтино, да се олабави буџетот на граѓаните. Исто така улициве, значи ние кога возиме низ Куманово не се знае која е еднонасочна, која е двонасочна, па има казни, па дали намерно е така направено, затоа што еве и казниве, сообраќајниве казни, сакам да кажам дека сите оние кои се казнети, тие пари одат во буџетот на градот. Казна од било што, дали ќе ви дојде инспекција, фирма да ви ја казнат, дали ќе си платите данок на подарок, значи се тоа пари кои одат во буџетот на Куманово. Затоа и реков 48 милиони, тоа е на грбот на нашиот народ и викаме имаме бесплатен превоз. Не, ние тој превоз го плаќаме затоа што имаме најскапа вода со такси и даноци кои ќе ги по метар кубик вода колку чини. Такси и даноци додадени, водава не излегува 45 денари, 72 денари излегува. Значи најскапа вода, најскап порез за квадратура на двор, ние самите си го плаќаме тој јавен превоз автобуски. И многу работи, значи комплетно треба да се направат промени во секој сегмент на нашето живење во оваа општина. Проблем со кој со децении Куманово се соочува е недостиг на градинки, нефункционални амбуланти во руралните средини, но и училишта, речиси предраспаѓање во селата. Имате ли план и стратегија за подобрување на состојбата во руралните средини?
Апсолутно вака. Градинкава, конкретно Куманово како голем град, ние имаме потреба од неколку градинки. Јас сега ќе ви кажам локациите кои јас во мојата програма ги имам направено. И ова не е програма која некој мене ми ја дошепнал, мојата програма лично јас самата ја правев. Имав само консултација дали е добра или не е. Најпрво градинка треба во населбата Карпош, односно популарна Рајкова куќа, затоа што тука луѓево кои живеат, баш има голем број на жители, околу 15.000 е Рајкова куќа. Населбава нема ништо. Значи немаат амбуланти, немаат убави улици. Сега слушам дека се правеле бекатони и дека луѓево задоволни. Бекатон улички не е добро да се прави на место каде што нема канал, каде што нема вода, каде што нема подземна инсталација, нели? Сега помодерно дури електричнава енергија, каблите одат под улицава. Како јас вам ќе ви ставам бекатон пред врата за да вие мене ме гласате и вие задоволни нема да газите кал? Тоа е нонсенс. Ние можеме да се лажеме, луѓе, 21 век е. Ние треба да зборуваме за многу други работи, за напредни технолошки работи, за дигитализација, за работи кои ќе ни го подобрат животот и нашето живење. Не да збориме за бекатон и да бидеме среќни. Така да еве јас ги поздравам жителите на Рајкова куќа и им порачувам: убаво е што ви направиле бекатон, меѓутоа гласете по ваше видување за секој оној кој мислите дека ќе направи нешто подобро за вас и вашите деца и внуци. Бидејќи тој бекатон ништо нема да ви помогне. Ќе ви побегна децава во странство, ќе останеме сами, ќе ни замре градот. Ние мора да промениме се, пак ќе кажам, од почеток, како после 45. Затоа што од 90 наваму се знае како се менува партискиве назначени градоначалници и се, и мене едноставно јас имам мака во градиве, не можам да спијам со сето она што се случува. Мене не ми е битна кариера, јас сум жена во зрели години. Важно ми е да направиме нешто со овој град. Јас сакам да се гордеам со мојот град и кога ќе кажам јас сум од Куманово, да се знае, Куманово не е било кој град. Ние сме град на најубава позиција у свет, затоа треба да го искористиме тој потенцијал. Што планирате во однос на образовната инфраструктура, училиштата? Нашите училишта веќе се празни. Ние имаме училишта кои имаат во клас по 3-4 деца. Што да правиме ние со вишок на наставен кадар? И тука е проблемот, значи тука се париве за плати за такви работи, а немаме деца. Мора да се направи некоја стратегија, значи не само реновирање, како да реновираме некој училиште, ако има 100 деца во цело училиште. Значи фузирање на училиштава, па сега дали децава ќе се носат со превоз во едно друго. Едноставно да се направи некој баланс за да може да тече образовниот процес во нормални услови. Меѓутоа тоа е многу опширна тема, за тоа би можеле да зборуваме многу време, така да тимови ќе треба да поработат во иднина на тој проблем, затоа што таа проблематика баш е еден од горливите проблеми. Како според вас би можел да се подобри животот на земјоделските производители во руралните средини? Моментално по нашите села кои гравитираат во североисточен регион, пак ќе кажам околу 47, вкупно се 48, Куманово е едно од населени места, нашиве села се запустени. Јас сум теренец, жена која работи на терен од 97 година и нема село кај што немам отидено и нема човек кој што го немам сретнато. И еве воедно користам прилика да ги поздравам сите кои ме пречекале, кои ми свариле кафе и кои ми се насмееле, затоа што има многу убави искуства и многу мудро собрано од тие луѓе по селава. Мене ме боли што нашиве села се запустени. Ние веќе по селава ниту имаме стока, немаме кокошки, немаме свињи, немаме крави. Ние увезуваме млеко од Србија, увезуваме жито од Србија и од кај не. Јадеме junk food, значи отров храна. А ние можеме да си произведеме се. Токму тука е мојата идеја, во програмата имам поддршка на земјоделците и конкретно и поддршка на жени од руралната област, жени земјоделки, кои ќе добиваат одредени грантови и со кои ќе подпишеме договор, пример, да има 20 крави и на ниво на месец или на година толку и толку литри млеко да ни испорачуваат. За да може било која гранка, дали производство на сирење на млеко, да се
да се одвива нели непречено и да јадеме здрава храна. И само уште нешто да кажам во однос на селава, ништо повеќе нема по селава. Луѓе си садат исклучиво за нивна употреба. Дали зеленчук, дали овоше, веќе па и со загадување и дали со трейлери од горе што не солат, веќе не се раѓа ништо и затоа хранава е толку скапа, значи ние треба да направиме опсежни планирања, дали ќе биде тоа враќање на младите, доделување на куќа во село за да може дали социјални случаи или други да се вратат на село и да почнат да живеат таму. Ќе имаме бенефит од сите тие работи. Во однос на екологијата и зелено Куманово, какви мерки предвидувате за заштита на животната средина, за намалување на аерозагадувањето? Вака ние сме загадени, значи гледаме колку многу има болести, посебно кај маливе деца, нели, кои до 7 години здравјето им е дури да им зајакне малку имунитетот, меѓутоа и стари луѓе кои се во години, кои имаат срчани проблеми со дишните органи. Како ќе го намалиме? Па ќе го намалиме ако ги контролираме, еве да кажам пример, мене рак рана ми се каменоломите горе кај села во Опчиња, Краста кај што е, тука има некои 4-5 каменоломи, всушност не се знае кој е собственик, а кој го изнајмил каменоломот и сите оние по 50 тони камиони кои минуваат и кои ни ги уништуваат улициве, кои загадуваат, дури па и ветерот кога ќе дувне, целава прашина ја носи во Куманово. На времето имаше цистерни, па ги мие улициве, па се метеше, па имаше нели запрашување, па едно друго, меѓутоа сега ништо тоа ние го допревме дното. Значи ова е еден дел кај што сме го допреле дното. Исто очекувам дека Куманово треба да направиме да имаме повеќе акции за пошумување и ние како општина, пример во март, таму 22 кога започнува пролета, на секое домаќинство кое ќе се пријави да му дадеме по неколку садници во нивните дворови да си ги засадат дрвјата. Сега треба да садиме повеќе листопадни дрвја затоа што тие многу повеќе ја собираат прашинава и многу повеќе привлекуваат дожд. Мислам, ова може ке е новитет за некој знае, меѓутоа листопадни дрвја ни се спас. Макар и на планиниве околу нас, активно пошумување и во градот, за да можеме колку толку да го прочистиме воздухот. Господја Арсовска, од кого очекувате поддршка на локалните избори? Јас очекувам поддршка од граѓаните, единствено од нив. Од друг, никој. Ние како партија, мојата матична партија Интегра, Македонска конзервативна партија, за овие избори добивме 500 евра. И да не беше коалицијава во која сме, ние не можевме дури основните работи да ги купиме или да направиме било каква реклама. Јас како кандидат за градоначалник имам потрошено 20 мајци, 100 пенкала и 150 упалјачи. Тоа е мојот трошок што го имам добиено. Меѓутоа, верувајте, јас сум горда што е така. Не можам да кажам дека некој ме подгурнува, некој нешто ми дал. Јас сум жена која можам да направам многу. Знам оние кои ме познаваат и кои цело време ми пишуваат и кои ме охрабруваат дека ќе има резултат оваа моја борба. Само сакам да кажам дека сум многу среќна што имав можност да кажам се што ми лежеше на душа, без разлика каков ќе биде резултатот. Јас сум среќна да дојде некој нормален од градоначалници, да води ред, да води економија, да бидеме домаќини, да бидеме своји на своето. Париве не се најважни во живот, богатството не е најважно. Моиве деца, ги имам 3, не мораат да имаат станови и бесни коли, ако им требаат, ќе си ги заработат париве сами. Јас да бидам градоначалник со долга рака не сакам. Сакам и после ова, и после избориве, и ако бидам кандидат, и ако бидам градоначалник, да шетам со дигната глава низ Куманово. И сосема на крајот, зошто граѓаните на 19 октомври да гласаат за вас? Затоа што ќе направам коренита промена, затоа што ќе донесам инвеститори, затоа што ќе имам тим од доктори на науки кои ќе ме советуваат и ќе ги употребиме нивните контакти. Ќе го направам Куманово велеград со импозантни влезови, со влез и излез, каде што има табли, каде што пишува Куманово, каде што има сигнализација, каде што ќе ги привлечеме да влезат во Куманово и да се напијат макар едно кафе и да имаат некој спомен од Куманово.
Многу важно ми е мојот град да биде Велеград. И верувајте, се што сум намислила во живот сум направила се. Само се плашам од Господ и од никој друг. Господја Арсовска, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Благодарам и вам. Почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.